Како се вика Нина без цицки? На Елена и смрделен нојсти. На Роки му ја земале колата, ти нема положено. Абе, не е Бетмен, бе. Земат на боци, чисто рапа. Како си кажа? Перај. Перај. Војска е. Сакаш театарски виз да ти кажам? Абе, бомбоклад, дај еден да дуваме. Здраво живо народе! Добро дојдовте во уште една виц битка која што можеби е една од најнеобичните за мене. Затоа што денешен мој гостин или мој противник е човекот кој што цел свој живот го носам на грб. Човекот кој што сме од деца заедно, сме колеги и тој бидна актер, колку и да звучи тоа, нели, science fiction, да, и тој е актер и цел свој живот глумиме заедно, се поддржуваме и така натаму. Дури толку сме многу блиски што многу работи меѓу себе си имаме отворено и ми има кажано. И на пример, еднаш го прашав Филип, кажи ми како звучеше твојата најлоша корпа што ти ја има девојка дадено. И пошто е толку многу близок со мене ми кажа дека бил со некоја девојка, пробал нешто и она му рекла: Филип, сестра сум ти. Здраво живо народе! Вака почнува секоја епизода на Виц битка со Стефан Николовски. Им се заблагодарувам на спонзорите Baking Bread, Витаминка и Амбер Златен Даб, затоа што ја направија сликата од мојот најдобар другар за јас во теретана која ќе покажам пред. Нормално, сакам да си ги поздравам спонзорите. Моцарт, за кој што Филип почна да снима видеа. Кој ли му среди да снима за Моцарт, искрено не знам. Знам дека сите сигурно сте учеле македонски јазик и историја и знаете дека Кочо Рацин од Велес и тој живееше овде и сите велат дека нели губија и сето тоа, но ние велешаните ја знаеме длабоката тајна. Стефан го изеде Кочо Рацин. Исто така морам да ги поздравам Baking Bread, фирма во која што Филип очигледно нема влезено, затоа што ако влезе ќе свати дека да јадеше добро. И морам да ги поздравам Ананас, да ги поздравам Нептун, за кој што исто така некој човек му среди да снима Филип реклами за да има што да јаде. Стефан Николовски е многу успешен човек, многу добар актер, игра во многу театарски представи, игра во Ало Ало со Тино Јатанас, игра во Министерката, таа со Фаик, исто и стендап прави нели во Јанесан Дански, тоа со Тино Јатанас. Битно е и он таму, мислам. И он игра цело време. Ако има таму тие што играат повеќе, ама и он е тука цело време. Значи добар е, го дружат. Исто така, Philips One Blade го ангажираа него за реклама. Нормално, он беше дечкото пред. Човекот толку многу брзо му расте брада, што мислам дека Сабајле ако се избличи до вечерта веќе има на него брада, да не се соблекуваат целиот таков. Дебел Стефан Николовски, дебел. Голем поздрав сакам да упатам и до Витаминка, кој што Може да си ова. Да, може да си отидеш, да. Фала ти тука Витаминка. Очигледно ни од Витаминка не јаде, Дел од куќата на Стефан Николовски ја издаваат на месарница. Сите знаци покажуваат на широки мајчки. И на овој човек најголемиот успех во животот досега му е што едно е што ми е мене другар, а второто е кога еднаш во Скопје се сеќавам како вчера да беше на Партизанска, Ранко Буамара од другата страна почна да вика по него: Еј! И ние мислевме, го препозна човекот и после свативме дека он се помешал, мислел дека е Кирил Попхристов. Дебел Стефан Николовски, дебел. Дами и господа, не знам дали оваа виц битка ќе има резултат, не знам дали оваа виц битка воопшто ќе биде такмичење, затоа што со овој човек неколку пати си ги имаме мерено силите и џабе било. Така што еден многу голем потенцијал, еден ненормално талентиран актер, земете си Златен Даб, Амбер Ладен, отворете го и нешто да си грицнете од Витаминка или ако сте поише гладни, нормално Baking Bread.
И уживајте, ова ќе биде, како се вика оно, Clash of Titans. Аз си мерим. Доста бе таму. Нека победи подобриот, играме до 3. Тој прв што ќе стигне до 3 победува. Акцион? Ајде. Чекај, лаве. Ако барем еднаш си се насмеал на досегашните виц битки, стај лайк, стај шер и стај субскрайб. Исто така сакам да ми коментирате, да кажете кој сакате да биде следен гостин во виц битка. Спремен ли си ти бе? Да. Ајде, добре ми дојде. Еј, Стефан, дали си добар? Прекини. Доста те моам, прекини. Не ми ја правиш таа финта, ајде. Доста. Не ти правам никакви финти тебе денеска. Значи, фала многу. Се опијам, ја чуем. На здравје. Ајде. Ти у чаша си пиеш, знам дека очише не икеш, но голем ти е носот, не можеш така, ајде. Така, Ибрахимовиќ ми е браточет. Втор. Правила ги знаеш, тука живееш, на овој кауч спиеш, значи се. И ладно се е. тоа јасно. И ладно е. Не е ладно, климата ти врти цело време, немој да лажеш луѓето да мислат овакво. Значи, играме до 3. Така, смееш едно пиво да се напиеш, толку му следуе на гостин. Ја не пијам алкохол, брат. Не пиеш Вода алкохол, е пивото участ. не е алкохол. Значи, поздрав до Златен Да Памбер, 6 гајби ги испи сам. Само да ви кажам, толку. Значи, немам друго што да кажам. Значи, едно пиво, играме до 3 и, знаеш, не треба да се насмееш, заби, сега со брада, а кај тебе дискутабилно е, малку ќе зумирате да гледаме дали покаже заби. Значи, ја почнувам прв. Или Ево ти. С денеска аз мениме ти прв да почнеш. Сакам. Почни ти прв, ајде. Еве, за прв пат ќе му дозволам на Филип прв да почне, може ли? Ајде, ти си прв денес, ајде, бујно. На Елена и смрделен нојсте. И смрделен нојсте, многу и смрделен нојсте. Немало спас, значи дома си да ја бркаат. Беге мори викаат и смрдат нојсте. Шо и да прави нојсте и смрдат. И не си издржувала, ја бркале од село у село, не знаела што да направи. И дошол еден стар мудрец со штипка на носот и рекол, јас знам како да ти помогнам. И она вика, те молам, не можам со никој да се дружам, сите ме одбегнуваат, ми смрдат нојсте. И вика, Слушај, има таму едно црквиче. Ќе отидеш кај црквичето внатре и ќе почнеш да се молиш. Нема нешто што не помага таму. Елена рекла, добро, и влегла во црквата, и имало такво заседење за молење, и пред неа стои еден Исус такако, нели? И она, Не, слушај, сега што следува, ти осте го. и она рекла, тоа е, последно е, ќе се молам. Клекнала таму, почела да се моли, ајде, дај Боже Господе да ми помогнеш ова вака нозе, да ми помина да не ми смрдат, и едно време, некоја шајка, се крши нешто. Вика, изгледа ми помага ова, нешто се случува. Продолжила она, те молам Господе, помогни ми, те молам да не ми смрдат ноизите воа, те молам, и едно време. Елена, ај. Елена. Ја ќе почнам. Не си. Абе, чекај бе, шо? знаеш дека, ама знаеш ли? Абе, јас сум си религиозен човек, се супер. Нема Видите? врска тоа. Шеги. Шеги. О, Елена. Ајде. На Роки му ја земале колата, ти нема положено. И прекини. Боја. И му викаат, еве ти ќе ти уплатиме, само дојдеш да положиш. Абе вика, знам, знаци, све знам, тоа нормално. Абе вика, не ме интересира, мора да имаш пластично едно, вика розово, мора да имаш. Ајде упи матер. Розово не. И оди нервозен и стасува на тесто таму и тоа му вика еден стоп знак црвен му покажува. Вика, Роки, го знаеш знаков? Го знам. Шо е? Алуминиум. Не знам што ќе прави. Не знам што ќе прави. Хумор, драги гледачи. Лаве, хумор. Абе, бе, там.
Два октопода. Доле на ното од океанот, чемреат си, живаат, колираат, еден впојка на другиот. Абе, бомбоклад, дај еден да дуваме. Ево е тако. Зошто ги менјаш? Зошто, бе? Осте. Од кај сме бомбоклад увицов се? Абе, бомбоклад, дај да дуваме еден. Ево е вика, не бе, ќе ме фатат. Абе, како ќе ме фатат, километри сме доле на дното од океанот. Ајде да дуваме, ајде сега не се бе. Ајде готово, он веќе со двете пипки почел да го прави таму. И го палат, и го пушат доле, си го подават, два пипка, таа пипка пушат и горе поморска полиција ми. И горе тие джандарите застанати и едни од они, абе, мириса на трева. И викаат, марихуана? Да. Абе, каде среде океан сме? А ја ќе одам да проверам. Ајде. Земал тоа боците, кисторот, тоа, како си ка, тоа Перај. Скокнал он доле и нуркал. И знаеш што му рекол? Не знам што ти кажа. Ја не знам што ти кажа, искрено. Значи, не знам што ти кажа. Нели е тоа? Нема резултат. Шеги. Ова е твој виц. Ајде. Овој го знаеш. Овој го знаеш. Чека, си созел. Овој ти е тебе на успеш. Војска е. И се дере, овој старешина денеска имаат задача да вежбаат вадење и ставање газ маски. И старешина вика, ставај маски! И сите так ги ставаат маски. Оно оди вака, ги провери, маршира. Вади маски! И сите штуп ги вадат маските. И го гледат Даре дете. И оди вака на Даре дете и му вика, ти глуп ли си бе? Реко, вади маски! И Даре му вика, друже, ја извадив. Фасата. Брат, ја мислам дека не можеме да издржиме веќе. А? Врати му за мене. Со тебе да му вратам нешто. Не те разбирам. Сакаш театарски виц да ти кажам? Театарски виц? Да. Немој... Ајде, ние сме колеги, па ќе си кажем еден театарски виц. Шеги. Сизиф си го бутка камерот, и го бутка камерот, и Едип мине и му вика, еј, Сизиф, ајде ирли работа. Ајде бе, мајката. Не, вицот е прејак. Вицот е прејак. Ти си 7 оделение, уште си на раскрстници, за тоа не го разбираш. Вицот е прејак, брат. Дека Сизиф бесконечно бутка камен, а Едип си е мајка му неговата приказна. И во му вика ирли работа, века е мајката. Многу е паметен вицот. Како ти кажа? Препаметен ти е овој виц. Значи ништо. Интелигенција. Сечи. Па добро, ајде за Даре дете интересниот да ти го кажам. Сите ми се затоа. Не можам ја, ама ти шо и да ми... Шо ти Ама правам? било кој виц да ми го кажеш, Даре дете е смешен. Даре дете прво оделение. На школа, доста. Му текне нешто од прво оделение. Абе, па не бил. Даре дете рековме, он ја го знам таков беше у прво оделение. Ја не направив ништо. Даре дете у прво оделение. Ау. Како се пиел? Нема врска, седи у прво оделение, наставничка вика, ајде деца, денеска ќе го учиме зборот дефинитивно. Кој од вас вика знае да објасни што точно значи дефинитивно? И крева Ана. Ја знам, професор, кажи ви кајде. Па, например, еве, небото е дефинитивно сино. Па Ана вика, не е баш така, значи небото некогаш е сиво и темно и црно, не е баш така, знаеш. И крева Гоце, ја знам, што дрвјата се дефинитивно зелени. Па Гоце, не е баш така, у есен се жолти сад. Не, и Даре дете седи вака, гледа, сторичката и вика, извини да ве прашам нешто. Кажи Даре, дали прдежот има тртки? Не бе, Дарко. Па ја дефинитивно се посрав.
Не пијам пиво низ нос, ке ми излез. Само со овие куршуми ке те мам денес. Глуп ке ти кажа. О, паметни беа овие до сега. Ајде глуп некој каже. Ај. Двајца наркомани прават печурки и селат. И такви се ми е јако. Леле Шишо видео како е Леле. И мине поп. И го гледаат вака Попов и трнуваат по него. И одат по Попов и Попов што е нормално време приметува двајца вакви. Одат по него. И си кажа, што ме следат овие двајца? Вие чудни се, вие... И се качува Попов из града и трнува први спрат да чуе неки дома, вие по него на први спрат. Вие на вој на втори, вие на втори. Вие вој на трети и вие на трети. Едно време на четврти таман да си влезе дома, вие го фрлаат само од града. Абе, не е Бетмен, бе. Добро, стар. Стар ли е? Абе, не ти го дам, вака не ти го Стар дам. сум. Па што сака нека ме... Шеги! Да ти ги кажам овие кратките, ајде. Ајде. Тој за, Ајде, кратки ги си кажувам. тој за тебе. Е, па ајде кратки, да се запукаме кратки, може? ајде. Како се вика Нина без цицки? Не знам. Нина без цицки. Не знам. Рамнина. Поздрав за сите Нини. Рамнини. Еден пензионер фаќа дома типка како му краде. И вика, што правиш, ма ти тука? И вика, леле, деде те молам, немој да викаш полиција, ќе направам се што сакаш. Се? Се ќе направам. А ти го опнам еднаш, може ли? Ајде, вика, тоа е. И деда го пробува еднаш. Ќе. Пробува уште еднаш. Не ќе. Пробува трет пат. Не ќе. Абе да си викнам ја полиција. Океј. Мене вчера ми се деси дека. Брат. Хотел. И 3 сат ноќаски, звони некој на рецепција. И ало рецепција, ало добро вечер. Да праш една работа. Поели? Барот доле. Барот шо е? Да, господине. За брзо ќе отвори ли? Не, вика доцна, нема. Не. Не. Добро, фала ти. Гаси по 10 минути, пат звони. Ало, поведат рецепција. Ја, па сум ја. Баро доле. Не дека 9 сабајле ќе ви отвори ли? Не, господине, не отвара сабајле барот. Добро. Гаси, трет пат се јаве. Ало, рецепција, извини, за барот звони. Кај 10 да не ќе отвори барот. Не, господине, барот нема да отвори од сабајле, барот отвара попладне. Значи, од 17:00 ќе можете да влезете у барот. Абе, не да влезам, да излезам. Цело време го замислувам. Како пробува цело време. Некао! А од 10 да не ќе отвори. Клаката, не.